Ние бевме 2 или 3 пати одбиени од Startup Wise Guys и не во денешно време кога збориме, мислам во денешно време, ова се случувало пред 4 години, кога збориме за одбивање, да размислуваме на имејл. Ние буквално јас се качував на авион, одев во Талин ќе презентирам, ќе разговарам и во Талин ја добивам веста дека не сме примени. И назад се рекеш многу тажен. И тоа било 3 пати, не било еднаш 2 пати, било 3 пати. И се жалиш таму малку тука. Малце во депресија, малце ќе се прошеташ у Талин, ќе разгледаш. А последниот пат Тоа дури може да е подобро отколку во соба да си сам затворен и Па да бидам искрен, да, барем поевтино е барем вака. Ќе речеш го видов градот. Вака е поевтино, ама така, леле, мислам дека последниот пат последните пари си ги дадовме. За да отидеме на презентација и викам, ако овој пат не одбијат, не знам што да мислам за себе. Исто ви рекоа кога ме прифатија. Не ни ја дадо информацијата на лице место, се вратив, од Малпенса ни беше летот, се сеќавам. Толку некако бевме искршени, изморени. Мислам барем дека мене ме обзема некој скептицизам и баш Кристовал се јави цеото на компанијата и рече одлучивме. Се сеќавам точно зборовите што ги кажа, одлучивме овој пат да инвестираме во вас. Направете ја вашата држава горда на вас и направете на нас горди што инвестираме во вас. И многу ми значеше тоа. Али во секој случај многу пати не одбија. Одговорот нивни, јас побарав фидбек. Зашто не одбија и зашто не примија? Не одбиле заради тоа што изгледаме како и сите други стартапи, ентузијасти и предприемачи. Тоа што се појавуваме 3 пати веќе не изгледаме како другите предприемачи и стартапи, односно упорноста покажува дека станува збор за луѓе кои кога ќе тргнат работите наопаку нема да се откажат и ќе продолжат да работат.